Најново издание на регионалните вести. Во него ќе гледате: 3 пати во денот рестрикции во водоснабдувањето во Тетово поради дефект. Во Гостивар одбележани 77 години од борбените операции од Народно-ослободителната борба. Библиотеките во гостиварските училишта добиваат можност бесплатно да се вклучат во КОБИС системот. Втор ден Тетово е со отежнато водоснабдување поради сериозен дефект на главната водоводна цевка во мрежата на Лешница. Од јавното комунално предпријатие воведоа рестрикции 3 пати во денот. Тетово се соочува со 60% губиток на вода поради голем дефект на главната водоводна цевка во мрежата на Лешница. Веќе втор ден е намален притисокот во чешмите, а дел од граѓаните се жалат дека со часови немале вода за пиење. Со цел еднакво обслужување во сите критични делови на градот, од денес јавното комунално предпријатие воведе рестрикции 3 пати во денот. Сме приморани да пристапиме кон допирање и правење на можноста на рестриктивни мерки. Првата мерка е од 00 до 5 наутро, втората е од 8 до 11:30 и третата е попладне од 15 до 18:00. Рестрикциите ќе траат се до санирање на дефектот, но кога ќе биде тоа не се знае, бидејќи од ЈКП Тетово вела дека се работи за сериозен дефект, предизвикан како резултат на свлечиште. Самиот дефект се наоѓа на 5-6 километри оддалечен од последното населено место, односно од село Бозовце, во самата планина таму. Се соочуваме со 40-50 сантима снег места. Клиничното кое го има направено прекинување на водоснабдителната цевка од ФИ-500. Должината која ми си имаме во првичниот преглед ние негде околу до 30 измеѓу 30 и 36 метра должина ни е оштетувањето. Додека од ЈКП Тетово бараат трпеливост од граѓаните, тие пак велат дека градот со децении се соочува со проблеми со водоснабдувањето и дека мора да се најде решение. Од вчера немаме капка вода. Сполнимо. Со полнење ништо не се стига. Едно шише за 1 минут. Зато водоснабдувањето, што да се каже, еве на 20 години исти проблеми, не се решава. Вода има доста. Што не се работи како што треба, тоа е друга работа е. Со реакција излезе и еколошкото здружение Екогерила, од каде во соопштение до медиумите вела дека честите дефекти во новоизградената мрежа во Лешница оставаат сериозни сомневања за квалитетот на градбата, поради што граѓаните ја имаат изгубено довербата во сериозноста на работите кои ги реализира или нарачува општина Тетово и дека истражна комисија од независни експерти треба да го испита случајот. Тетово во повеќе наврати се соочува со проблеми со водоснабдувањето поради дефекти, а во јануари граѓаните неколку дена не употребуваа вода за пиење од чешмите поради нејзино заматување. Стигнаа уште 3510 вакцини на Pfizer од Србија, со денешната пратка и со претходните дози. Вкупно се работи за 8190. Министерот Венко Филипче рече дека овие што сега ги имаме се доволни за вакцинација на здравствените работници, кои се во првата група, и најави дека динамиката од 250 до 300 вакцинирани дневно во модуларната болница во Скопје ќе продолжи. Најпрво благодарност до министерот Лончев. Овој чин на солидарност, кој што беше иницијатива на премиерот Заев, председателот Вучич, сега се реализира и во втората фаза, така како што беше најавено. Ние благодарение на овие вакцини од компанијата Pfizer започнавме со процесот на имунизација на здравствените работници во нашата земја и тој се одвива за сега одлично во една атмосфера на организација на еден пункт со 6 места во клиничкиот центар во Скопје. До сега се вакцинирани околу 1300 здравствени работници и со динамика од помеѓу 250 и 300 на ден здравствени работници продолжуваме и понатаму. Ова количина на
вакцини ќе биде доволно да се вакцинираат сите здравствени работници во нашата земја кои што се во приоритетната група, категорија за имунизација, а тоа се оние здравствени работници кои што од почетокот на кризата работат со пациенти заболени од COVID. За Тетово и 5 околни општини ќе бидат потребни 403 попишувачи и 40 реонски инструктори за спроведување на најавениот попис на населението во земјава. За потребите на престојниот попис на населението, домаќинствата и становите во земјава, Државниот завод за статистика вчера го објави јавниот конкурс за ангажирање реонски попишувачи и реонски инструктори. За Тетово и 5 околни општини ќе бидат потребни 403 попишувачи, од кои 91 на македонски, 301 на албански, 6 на турски и 5 на ромски јазик, како и 40 реонски инструктори за спроведување на најавениот попис на населението во земјава. Најголемиот дел од нив, односно 242, ќе бидат распределени за општините Тетово и Боговиње, 84 за Брвеница и Желино и 77 попишувачи за општините Теарце и Егуновце. Според конкурсот, кандидатите треба да ги исполнат наведените услови, а изборот на пријавените кандидати ќе се врши по пат на тестирање, кое ќе се спроведе во седиштата на комисиите на пописните реони за кандидатите кои имаат место на живење во соодветниот пописен реон. Кандидатите својата намера да учествуваат во пописот ја изразуваат исклучиво преку пополнување и доставување на електронска пријава, која е достапна на интернет страницата на Државниот завод за статистика. Изборот на кандидатите кои ќе бидат ангажирани ќе го изврши директорот на Државниот завод за статистика по предлог од надлежната работна група, формирана за секој пописен реон, а списокот на избраните кандидати ќе биде објавен на интернет страниците на Државниот завод за статистика. В понеделник на 1 март, еден месец пред останатите, започнува запишувањето на неколку категории граѓани, припадниците на армијата, вработените во дипломатско-конзуларните представништва и нивните семејства, затворениците, бездомниците, но и оние државјани кои живеат надвор од земјава. За помалку од една недела започнува првата фаза од попишувањето на населението. Во Гостивар денес беа одбележани 77 години од борбените операции од Народно-ослободителната борба, познати како Февруарски поход. Настанот го организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци. Во чест на 77 години од борбените операции од НОБ, познати како Февруарски поход, Општинскиот сојуз на борци во Гостивар организираше скромно одбележување. Пред споменикот во градскиот парк и споменикот на народниот херој Чеде Филиповски даме беа положени букети цвеќе, а присутните преку краток реферат се потсетија на Февруарскиот поход. Гостивар дал значаен придонес во Народно-ослободителната војна на Македонија. Во Февруарскиот поход од 44-та година учествувале 40 борци од Гостиварскиот регион. Некои, за жал, остана на тој долго борбен пат. Загинаа гостиварците Васил Василевски, Борче Јовановски Крстегиновски, Врутокчанецот Слободан Пеповски, Белишанецот Светозар Спировски, Никифорецот Денко Дејановски. Непријателските куршуми го згаснаа животот на младиот јунак од Богдево, Злате Малаковски, славниот пушкомитралезец на првата македонско-косовска бригада. Присутните на денешното одбележување со едноминутно молчење и му дадоа почит на загинатите борци. Поради ковид пандемијата во одбележувањето на историските датуми последнава година изостануваат собири и помасовни настани. Гасоводите Скопје, Тетово, Гостивар и Битола, Неготино треба да бидат завршени годинава, а се очекува да биде избран и партнер за секундарната гасификација, која ќе им овозможи на градовите да го користат гасот. Ова денеска го изјавија министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и директорот на енергетски ресурси Бајрам Реджепи, кои беа на увид на градежните работи на гасоводот Скопје, Тетово, Гостивар. До сега е поставена мрежа на цевки во должина од 53 километри или преку 75% од целиот овој проект.
Теренот е чист за работа, изградбата се одвива со добра динамика, а градежната сезона, која ја отпочнуваме уште во текот на овој месец февруари, дозволува да отпочнеме да работиме масовно на овој проект. Инвестицијата само на овој проект изнесува 29 милиони евра. Очекуваме годинава да биде изградена целата делница, а гасот да биде оперативен во текот на наредната година. Најтешките предели на ова делница веќе се изградени, остануваат уште 20 на километри до завршување на целиот проект и добрата вест е што е полесниот дел од ова делница и очекувам дека ова година ќе бидат завршени сите градежни активности на терен, вклучувајќи ги двете главни мерно-регулациони станици, едната во Гостивар со капацитет од 16.000 метри кубни на час и другата во Тетово со 22.000 метри кубни на час и 7 блок станици како интегрален дел од оваа делница. Библиотеките во гостиварските училишта добиваат можност бесплатно да се вклучат во КОБИС системот кој представува национална виртуелна библиотека. Условите и придобивките од ваквото вмрежување денес беа презентирани пред представници на училиштата. Училиштата во Гостивар добиваат можност бесплатно да се вмрежат во националната виртуелна библиотека. Вклучувањето во библиотечниот информациски КОБИС систем за учениците и професорите би значило поголема достапност на книги преку интернет и лесно пребарување на литературата. Условите и придобивките од ваквото вмрежување денес беа презентирани пред представници на основните и средни училишта во Гостивар. Овој систем фактички функционира со софтвер кој што возможува автоматизација на сите процеси од библиотечното работење кој што ги врши една библиотека. Се креира електронски каталог кој што е јавно достапен преку порталот КОБИС, каде што можат сите, без оглед дали се членови или не се членови на одредена библиотека, да погледнат какви публикации се содржат во библиотеките. Се овозможува автоматизација и на самиот процес и евидентирање електронско на користењето на библиотечниот фонд и корисниците имаат огромни можности да и преку интернет да можат да си резервираат, да се поземуваат публикации, да видат што и како имаат во кај себе па да треба да вратат. Општинскиот сектор за образование планира поголемиот дел од училиштата да станат дел од националната виртуелна библиотека. Освен техничките подготовки, библиотекарите ќе треба да посетуваат и посебна обука. Разговаравме врз тоа, слушнавме презентација дека тие треба да одат на семинари, да ги следат тие семинари, да се обучат и да се дигитализират повеќето од училиштата планираме како општина, да бидат вклучени, да им биде полесно на учениците да се вклучат онлайн. Во библиотечниот информациски систем КОБИС актуелно се вклучени 70 институции од Македонија. Физички напад на двајца гостиварци од нивниот сосед. По извршените контроли биле санкционирани возачи поради различни сообраќајни прекршоци. Во продолжение слушнете ги деталите на билтенот на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 59 лица, 30 од Тетово и 29 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 7 лица од Тетово и 3 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 200 лица од Тетово и 72 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера во 16 часот 47 годишник од Гостиварски Вруток пријавил дека на патот Вруток Гостивар по кој се движел со неговото возило бил физички нападнат од 31 годишник од Гостиварски Дув. Во нападот според пријавеното, напаѓачот користел и дрвен предмет, а му претходела нивна меѓусебна расправија околу недоразбирање во сообраќајот. Напаѓачот нешто подоцна се пријавил во полициската станица Гостивар и се преземаат мерки
мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 16 часот и 45 минути 18 годишен гостиварец пријавил дека околу 16 часот во гостиварската населба Циглана тој и неговиот брат биле физички нападнати од 34 годишен сосед. Случајот целосно е расчистен и на соседот изготвен му е соодветен поднесок. Вчера вечер во 22 часот 20 годишник од гостиварска Долна Бањица во СВР Тетово пријавил дека околу 21 часот на улица Живко Брајковски во Гостивар со остар предмет му се заканел 19 годишен гостиварец. Се преземаат мерки за расчистување на овој случај. Повеќе месечните активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово и Гостивар продолжуваат со зголемен интензитет. Вчера во Тетово биле санкционирани од ПАЕК службата биле подигнати 9 непрописно, односно погрешно паркирани возила, а во Гостивар 8 возила, кои го попречувале нормалното движење на другите учесници во сообраќајот. Покрај ова на Тетовското подрачје биле санкционирани 6 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит, 14 кои ја пречекориле максимално дозволената брзина, 2 возачи почетници, како и други видови сообраќајни прекршоци кои биле заокружени со законски предвидените поднесоци. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Овде е крајот на регионалните вести. Пријатно!